Падна историски договор помеѓу Македонија и Грција. Северна Македонија за севкупна употреба е името кое го договорија премиерите Заев и Ципрас во телефонскиот разговор. Јазикот останува македонски, а во графата националност ке пишува македонец или македонка кроз државјани на Северна Македонија. Сепак, граѓаните ке го дадат последниот збор на референдум кој треба да се одржи оваа есен, пошто ке следат уставните измени. Референдум во соседна Грција нема да има. Грција го прифати идентитетот, нема веќе ФИРОМ. Со овој договор го зацврстуваме идентитетот, рече премиерот Зоран Заев на владината пресконференција. Нема веќе ФИРОМ. Нема веќе меѓународни договори во кои се избегнува македонскиот јазик. Решаваме вековно прашање. Своји сме на своето и тоа конечно е признато од сите наши соседи, од Република Грција и од меѓународната заедница. Со овој договор ќе биде потврден и зајакнат македонскиот етнички и културен идентитет еднаш за секогаш. Кодовите остануваат исти, МК и МКД. Ке се менуваат само регистарските таблици за кои е договорено да бидат НМК, за како што рече Заев, да не ја провоцираме грчката страна. Кратенките на државните институции во кои е содржано името Македонија, како МАНУ, МТВ и слично, остануваат исти, одговори Заев на новинарско прашање. Неговиот грчки колега речи си во исто време ја извести тамошната јавност дека договор има, бидејќи се исполнети грчките барања за уставна промена. Кире Проедре, Имаме договор што ги покрива сите предуслови на грчката влада, кои се основна оска на нашата национална линија, каква што беше изминатите 2 децении. Договорот е за сложено име со географска одредница, ерга омне за домашна и надворешна употреба, што значи дека договорот предвидува нашите соседи да ја преземат обврската за уставна ревизија на нивното уставно име. Се уште нема точен датум кога премиерите ќе ги стават своите подписи на договорот, но тоа најверојатно ќе се случи во предстојниот викенд. Заев ги повика граѓаните да гласаат на референдумот и ги повика опозицијата и шефот на државата да го поддржат решението кое според него значи светла иднина за граѓаните на земјава. Премиерот не ја исклучи можноста за предвремени избори ако не успее референдумот. Коалициониот партнер ДУИ соопшти дека во целост ги поддржува ставовите на владата за спорот со името. Опозицијата пак експресно се огласи по пресконференцијата на владата. Христијан Мицковски рече дека ова е договор за капитулација и побара веднаш да му биде доставен. Ги повтори ставовите на неговата партија дека нема да поддржи промена на уставот. Колку и да се обидува Зоран Заев да демонстрира еуфоричност, со сила да се насмевнува и вештачки да делува среќно, се гледа оддалеку дека ова е пораз. Тоа е чувството кај граѓаните. Потиштеност и горчина. Мицковски додаде дека е подготвен за предвремени избори. Грчката опозиција на иста линија со македонската не го прифаќа билатералниот договор. Опозиционерите во соседството рекоа дека нема да прифатат решение кое го содржи името Македонија, со оглед на фактот дека референдум во Грција нема да има. Грчката опозиција има помалку правни можности за влијание врз одлуката. Во Македонија останува да се изјаснат граѓаните, но и шефот на државата, кој може да не го стави својот подпис на одлуката. Во таков случај, меѓународната заедница ќе бара одлуката веднаш да биде ставена на повторно гласање во собранието.